Катастрофалниот пад од 28% на Мицубиши во Европа во изминатите 9 месеци на годинава се должи на падот на побарувачката на Eclipse Cross. Продажбата на моделот е намалена за повеќе од 12.000 единици во споредба со истиот период минатата година. Сламка на спасот може да биде Рено, кој досега му помогна на Мицубиши да ја обнови својата европска гама со јапонизираните верзии на сопствените модели, почнувајќи од малиот кросовер ASX, кој всушност е Рено Каптур, со сменето лого и некои детали. Тој започна да се продава во март, исто како и малиот Colt, кај кого се применети истата трансформација на популарниот Renault Clio. Сега повторно французите им подаваат рака на јапонците, откако тие решија да вложат 200 милиони евра во Ампере на групацијата Renault. Подружницата за електрични возила ќе произведе компактен електричен кросовер за партнерот Mitsubishi. Згоре на тоа, Nissan, кој има мнозински удел во Mitsubishi, соопшти дека ќе вложи 600 милиони евра во Ампере. Новиот модел за Mitsubishi ќе биде изграден на платформата Renault-Nissan Alliance CMF-EV за компактни возила, сега применувана во Ampere Medium, изјави извршниот директор на Renault и Ампере Лука Демео. Повеќе детали за автомобилот ќе бидат откриени во 2024 година. Mitsubishi беше пионер во светот на електричните возила со e-MiEV, лансиран во 2010 година. Со ова портфолио на Ампере ќе се збогати со уште еден производ кој ќе им се придружи на Renault Scenic E-Tech и кросоверот Alpine GT очекувани в година. Исто така, Ампере ќе произведува два мали модели за Renault, најавените електрични R4 и R5, новиот мал автомобил Micra за Nissan и Alpine A290 верзија на Renault 5.